Здраво ви дојдовте уште на видео, каде што ова видео ќе започнеме со разгледување на структурата на антителата во повеќе си детали. Сега знам дека имам направено видео претходно каде што ја разгледав структурата на антителата, но тоа беше еден општ преглед. Во натамошниве неколку видеа ќе разгледаме малце подетално. Сега не знам колку видеа ќе бидат, но ќе си видите самите. Сега, во ова видео ќе видиме некои од предизвиците со кои се соочиле научниците при откривање на структурата на антителата, односно да добијат некоја си општа слика како изгледале. Сега, ќе скокнеме малце некој си време и ќе преминеме на 19-тиот век, каде што знаеле дека имаме антитела внатре во крвта, така како што си имаме крвен сад, дека имаме некои си молекули кои ги нарекле антитела, бидејќи се врзувале со одредени други супстанции. Тоа ќе го збориме понатаму некогаш кога се навратам на историјата, но знаеле дека во телесните течности, почна во крвта, дека сме имале антитела. Немале поима каква е природата или каква е структурата на тие антитела. Додека понатаму некаде во 20-тиот век, средината на 20-тиот век, се докажало дека тие антитела всушност се наоѓаат и во другите околни телесни течности, така дека не се наоѓаат само во крвта, се наоѓаат во плунката, во солзите, во жочката и така натаму. Сега ние знаеме денес дека всушност имаме Б клетки, така кои на својата површина ги имаат овие антитела, кои ако се активираат, може таа да се диференцира во плазма клетка, која што ќе ги секретира овие антитела во телесните течности. Така и од таму всушност потекнуваат. Они тошка не знаеле од кај потекнуваат, кај се продуцираат, од каде доаѓаат, каква структура имаат, немале поима. Но знаеле дека ги има во крвта и крвта е релативно лесно да се изолира дел и да се анализира. Сега, ако земеш крв и ја ставиш во епрувета, имаме прувета и ставиме крв. Така. И ја ставиш на центрифуга, во долниот дел ќе се исталожат, ќе направиме како со темно-црвена боја, во долниот дел ќе се исталожат сите крвни елементи, крвни клетки односно. Значи тука спаѓаат еритроцити, леукоцити и добро, и тромбоцити, тие не се баш клетки, но окей. Значи сега се собере доред, додека горниот дел, супернатантот, ќе обележиме со жолта боја. Значи горниот дел се нарекува крвна плазма. Сега, внатре во плазмата се растворени сите протеини кои се содржат внатре во самата крв. Сега, нормално дека во плазмата има и коагулациони протеини, така кои ги бележам со, не знам со која боја да ги бележиме, со виолетова. Значи имаме коагулациони протеини. Сега, ако оставиш да се коагулира, па да го отстраниш коагулумот, тоа што ќе го добиеш, да речеме го отстраниш коагулумот и отстраниш само течноста, овие крвните клетки исто така ги отстраниш. Така, тоа што ќе добиеш ќе биде серум, крвен серум. Ќе бележиме вака со некоја си жолта боја. Значи крвен серум ќе добиеш ако ги отстраниш крвните клетки, така ги отстраниш крвните клетки и оставиш оваа плазмата да коагулира, значи ќе се направи мрежа која ќе коагулира, така, и ќе биде таква како крута материја која можеш да релативно отстраниш и тоа и од плазмата ќе добиеш серум. И сега внатре во тој серум имаш растворено различни протеини. Така, значи има различни протеини, сите протеини кои си биле внатре во крвта ги имаш растворено сега во серумот, освен фибриногенот. Така. Океј. Сега, знаеле дека се наоѓаат во крвта растворени овие антитела, што значи дека мора да се наоѓаат растворени и внатре во овој серум. Така, значи сега до некаде сме стигнале. Ги имаме антителата во епрувета, релативно изолирани. Нормално тука има и други протеини, но сме направиле некаков си прогрес. Добро, сега, од кога тоа ни е познато, да видиме кој бил првиот експеримент кој што всушност докажал дека антителата се всушност протеини. Така. Значи, антитела се протеини.
И сега ќе видиме експериментот кој тоа да го докажал, иначе просто се испитувал за се и тоа што покажал позитивни резултати, најверојатно тоа било и протеините покажале, начинот на испитување протеини покажал позитивни резултати. И сега ќе видиме експериментот. Значи први земале еден зајак, цртаме као зајче едно. Така имаме едно зајче, како да ги направам нозеве. Океј. Имаме зајче и тоа зајче го имунизирале со протеин, албумин од јајце од кокошка. Ајде, албумин од јајце. Така, значи го имаме албуминот од јајце. Нека направиме со некоја си друга боја, ќе го направиме жолт. И го ставиле во зајакот, така што зајакот развил, ние денеска знаеме, дека развил антитела, кои ќе бележам со жолта боја, така продуцирал повеќе антитела кои го врзувале тој албумин. Тоа значи дека сега во крвта на зајакот постојат многу вакви антитела кои го врзуваат тој албумин. Прво не знаеле дека тоа ќе се случи, но едноставно си правиле експерименти. И сега земале крвта, земале крв од зајакот и го извршиле оваа горната постапка, така, значи ја ставиле крвта проен во епрувета, центрифугирале, во долниот дел се собрал крвните клетки, така горниот дел бил плазма, оставиле да коагулира, се направил коагулум, го отстраниле коагулумот и тоа што останало, и ги останиле и крвните клетки, останал серум. Така, останал серум. Сега, овој серум го поделиле на две еднакви фракции. Значи го земале и го ставиле во две помали епруветки. Така, значи направиме како две помали епруветки од тој истиот серум. Така што во едниот од серумите го ставиле овој албумин, така, од јајце. Нели овдека лево што го видовме. Значи, да речеме дека го ставиле во овој. Ќе бележиме кеци 2. Или, ајде да ги бележам со сина боја, да не биде се со жолта. Кеци 2. Значи, го ставиле овој албумин од јајце, само во пробата кец. Тоа значи дека ако тука има антитела, кои ги има, овие жолтите, кои ги имаше зајакот, ќе го врзат овој албумин, така, значи ќе се врзе албуминот со антителото, и таков комплекс, всушност ќе се исталожат долу. Така, ќе се исталожат долу. Нормално ќе биде во многу мали количини, нема да биде нешто што е приметно, но поентата е ќе се намали концентрацијата на овие антитела. Така, во однос на долната проба, бидејќи во долната проба сите антитела ќе останат слободни, додека оваа горната, бидејќи сме го ставиле овој албумин од јајце, дел од антителата ќе се врзат со него, така, значи делот од овие антитела ќе се врзале со серум албуминот, така што концентрацијата на тие антитела ќе падне. Добро, и го направиле тоа, но повторно не знаеле која концентрација ќе падне, дали воопшто ќе падне, не знаеле дали има воопшто протеини кои ќе врзат овој албумин. Едноставно ставиле во едната, во другата не. И понатаму од двата серума земале и ги ставиле на гел од електрофореза. Ќе направам како големо овдека. Така што, кога ќе ги ставиш, тие ќе се придвижат и ќе се добијат различни фракции од различни протеини. Врз основа на нивната големина. Тие што се... не е само големината, него важно е полнежот, но поентата е се прават едни посебни бандови од различни видови протеини. Така, зависно колку се големи, зависи колку е нивниот електростатски полнеж. Се пушта струја, едноставно си се движат. И се направиле вакви бандови на двете места. Така. И потоа ги анализирале и ги поставиле на граф. Значи тука имаме слика од нивните резултати. И сега ќе објасниме. Едноставно, горнава синава линија, да земеме потенка стрелка, сината линија е од пробата во која не го ставиле албуминот. Така што концентрацијата на антителата си останала колку што си била. Така, и добиваме ваква компонента. Значи имаш албумини толку, алфа глобулини толку, бета глобулини толку и гама глобулини толку. Така, ова е абсорбанца, но што е поголема абсорбанца, да тоа има повеќе. Сега, црната линија ни означува протеините
во фракцијата каде што ставивме албуминот јајце. Односно во таа фракција дел од антителата се врзаа со албуминот. Тоа значи дека концентрацијата, односно количеството, исто е, ама окей. Количеството или концентрацијата на тие антитела паднала. А бидејќи двете проби ги одделивме од една, би требало да имаат иста количина. Но бидејќи едната паднала, и тоа особено во гама глобулините, сватиле дека антителата сушност мора да имаат гама глобулинска природа. И бидејќи имаат глобулинска природа, не мора да се иначе гама, постојат и други, и нарекле исто така и имуноглобулини. Така всушност од тука потекнува, ќе се еме подебело, потекнува имуноглобулини. Односно ИГ, што бележиме исто, значи тоа значат антитела. Баш поради оваа разлика. Значи, ајде повторно објасниме. Сината линија на графикот потекнува од оваа проба, црната линија на графикот потекнува од оваа горната. Не можам да бележам со црно, зашто црна поздината. И со ова се заклучило дека си имаме работа со протеини. Така, бидејќи ова се баш конклузни резултати, наравно се правеле уште истражување, но сега сватиле дека си имаат работа со протеини, така што можеле полесно понатаму. Добро, сега од кога знаеле дека се протеини, едноставно ќе изолираат оваа гама глобулинска фракција, ќе ја прочистат и ќе ги имаат антителата. Така, и потоа ќе може да се вршат други испитувања врз нив со цел да се одреди нивната структура. Сега, ја во видеото кај што ја разгледав општо структурата, всушност видовме каква е структурата, значи имаме тежок синџир и имаме лесни синџири. Така, ова е некоја си општа слика. Но ние нема така да ја гледаме, значи ќе гледаме они како што ја гледале и ќе ги цртаме како топчиња. Така, значи они мереле само хемиски, мереле тежини и пробувале да сватат што се случува. Значи ние ќе имаме едно антитело кој ќе облежава како со едно топче. Така. И они кога го прочистиле од оваа гама глобулинска фракција, виделе дека неговата маса е 150.000 далтони. Значи далтони е мерна единица за тежина на вакви некои си комплексни биолошки молекули, која е застарена, но се користи. И сега ова антитело, на кое знаат дека е протеин, ама не ја знаат структурата, го третирале со папаин. Така, кој го разделува всушност на 3 дела? И го разделило на 3 дела, кои ќе бележиме вака, значи го разделило на 2 идентични дела и еден сосема различен дел. Овие двата идентични тежеле, односно имале маса од 45.000 далтони, додека овој долниот имал маса од 60.000 далтони. Сега, овие два идентични фрагменти, кои ќе ги одвоеле и ги помешале со даден антиген, тие реагирале со антигенот, односно се врзувале со него. Така, значи, овие се врзуваат со антиген. И од таму всушност им произлегло името, кој понатаму ќе видиме каде стои во структурата, односно FAB, што стои за Fragment Antigen Binding. Додека овој другиот дел воопшто не поседувал можност да се врзе со никакви антигени, но се приметило дека кристализира кога го чувале на ладно и го нарекле FC фрагмент. Така, значи овој не се врзувал со антиген, но кристализирал и затоа го нарекле FC, што стои за Fragment Crystallization. Значи тука треба да е. Океј, не е точно спелувано, нема врска. Односно фрагмент кој кристализира. И добро, тоа биле едни заклучоци. Понатаму ова исто антитело го третирале добро, не истото антитело било, но не мора да значи дека било истото, немале тошка моноклонски култури, но го третирале со пепсин, кој е исто така ензим кој разградува протеини. И тоа што се добило
е всушност една голема фракција, која ќе бележам со зелено, со цел малце да ви помогнам, која била околу 100.000 далтони. Ама не се добила друга фракција, бидејќи била разложена од пепсиното. И оваа фракција всушност била како фаб, бидејќи реагирала со антигени. Че оваа фракција која ќе ставиш со антигени реагирала и се добило преципитат. Сега, една од последните проби било исто третирање со одредени хемиски агенции, нема ги спомнуваме, но поентата е тие хемиски агенции само отструвале сулфидни мостови. Така што тоа што се добило било два фрагменти кои имале секој големина од 22,500, 22.500 далтони, и се добиле исто два поголеми фрагменти, каде што секој од нив имал 50.000 далтони. Значи овие два всушност прават 100.000, овие горе прават 50.000. Просто не прават 50.000, ама се иначе има варијации. Значи некоја збориме 150.000, тоа е оптимално некоја си бројка, тоа не биле точни бројки, не може тоа баш у природата точни бројки со нашите мерени единици. Нема врска, него ние го заокружуваме на некои си бројки. Едноставно ако сакате да ви биде полесно, речете дека ова е 25.000. Така, значи ако сакате да бидат така цели, но поентата е бидејќи различни антитела фаќале, не биле сите антитела исти и затоа добиле различни тежини. Немале моноклонска култура, но не знаеле дека имаат различни антитела. Така знаат дека имале различни. Сега, овие фрагменти ги нарекле тешки фрагменти, овие 50.000, овие ги нарекле тешки, или неки бележеме вака, значи heavy, додека овие зелените, кои полесни, ги нарекле light. Сега, последно нешто што правиле со цел да се свати што се случува со овој неред од информации, било да направат антисерум. Односно антитела. Сега, што мислам со тоа? Бидејќи самите антитела се протеини, самите антитела можат да служат како антигени во друг организам. Пример, имам ја одредено антитело и ова е моје антитело, така во мојот организам. Но ова има протеинска природа, така значи ова има тука комплексна строжена 3D структура. И ова антитело ако го ставам во некој си друг организам, така, ова антитело всушност ќе биде антиген за тој организам. Ова ќе биде антиген за тој организам, а кај мене си е антитело. Така што овој организам, белото, ќе направи антитела за овој антиген у наводници. Така што овие антитела ќе бидат анти овие антитела. Не сваќате? Значи, протокаловите ќе бидат антитела за жолтите. Поради тоа што самите антитела се протеински молекули и затоа самите антитела може да бидат како антигени во некој тук организам. Така, ако земам ја твои антитела, то не може, ја ќе направам мои антитела против твоите антитела. Односно ќе направам антитела. Сега ќе бидеме луѓе, нема да биде толку опасно, ама например, ако земам антитела од не знам, од коњ или нешто, ги ставам кај мене, јас ќе направам антитела против неговите антитела. И така. Од кога тоа го имате на памет, што направиле овие? Земале ваков фаб регион, значи фаб беше со тие лестите кои учествуваат во имуногени реакции. Така, значи земале фаб регион и го ставиле во коза, така што козата, значи земале фаб регион, го ставиле во коза и козата направила, ќе бележиме со портокалова боја, антитела за овој фаб регион. И потоа, овие антитела, кои се против фаб, така, значи антитела, ги земале и ги измешале, значи ја вака, со овие light и heavy кои ги добивме со посебна хемиска разградба. Така, ги помешале. И сватиле дека ова антитело, така ова протокалово антитело, реагира и со light синџири и со heavy синџири. Тоа значи дека во фаб регионот имаме и light и heavy синџир.
Сега, истото го повториле, само што наместо FAB ставиле FC, така, козата исто направила антитела за FC, ги земале тие антитела, така, ги земале тие антитела, но во овој случај само heavy синџири реагирале со овие антитела. И тоа ни кажува дека FC регионот има само heavy синџир. Сега, од кој ги добили сите овие информации, значи на паметен начин, паметно е смислено како треба да се направи. Треба многу да мислиш кој е со кој действува, да ги сваќаш механизмите на делување, иако не ја знаеш структурата, иако не знаеле како се создаваат, дека ги има повеќе видови, мислеле дека е само едно, не знаеле каква структура има, како воопшто реагираат, пак успеале некако да смислат експерименти со кои ќе добијат доволно информации, така што ќе бидат опремени на некој си начин да можат да моделираат некоја си почетна структура. Сега, од кој ги имаат овие информации, се што им треба е сега секвенцата на протеинот и да ви, значи ако ја знаат секвенцата и знаат како се распоредени различни сегменти, ќе може да направат структурата. Ама имаат проблем. Значи сега за да извадиш секвенца, тебе ти треба, значи треба за да извадиш секвенца ти треба еден раствор, кај што имаш само еден вид на антитело. Така имаш еден раствор. И сега ти овдека, во нормални случаи, они знаеле дека е гама глобулин, може да го пречистат, ама имаат различни антитела. Значи имаш портокалови, имаш жолти, така, имаш сини, така. Тоа при одредување на тежината на одредени сегменти, при одредување на структурата која се разгледавме, не беше некој проблем, бидејќи сите се релативно слични во однос на општата структура, така во однос на тоа колку аминокиселини имаат и слично, како ќе реагираат. Но за да се направи секвенционирање, мора да имаш само еден вид на антитела. Сега, тогаш било многу тешко. Како да направиш серум, така, да земеш серум каде што, односно да направиш прочистена фракција од антитела, каде што ќе имаш само еден вид. Например, само сини да имаш. Или пак не мора да направиш еден вид, ама барем 95% да се сини. Така, за да можеш да имаш по-прецизно секвенционирање на протеинот. И сега ќе видиме како всушност тоа го направиле, бидејќи тошка немале технологија. Сега при нормални услови, една Б клетка активирана, не рековме да се прави у плазма клетка, и таа прави одредени антитела, да речеме ги прави сините антитела. Така, но таа после некое време умира, значи таа не може да прави бесконечно да прави антитела, после некое време ќе умре. Сега, кај пациенти кои имаат мултипел миелом, односно имаат канцер на Б лимфоцитите, кај нив овие Б лимфоцити не прекинуваат, они цело време прават антитела. И тоа е главниот проблем. Има сега, не навлегуваме во канцер, но поентата е кај нив нарушени се доста механизми и предизвикуваат тоа канцер на лимфоидната лоза. И овој се разликува од канцерот на другите ткива, но тоа е приказна за друг пат, значи тоа ќе збориме кога ќе збориме за имуногенетика. Но интересното е дека кај пациенти кои имаат ваков канцер, кај нив толку многу се продуцира само еден вид на антитело, не е битно каков е, што дури 95% од нивната крв го содржи, мислам 95% од сите антитела се само тој вид на антитела од кој што имаме канцерозна клетка. Така што ако изолираш серум, така и ги изолираш и ја прочистиш фракцијата на гама глобулини од таков пациент, знаеш дека 95% имаш од некој си дадено антитело. Не е битно кој е, важно е дека едно исто ќе имаш најголем дел од фракцијата. Сега нормално не можеш цело време да бараш луѓе од кои ќе изолираш, така што они земале глувци. Значи земеш глушец, направиме лош глушец. Нема врска. Сваќате како изгледа глушец. Поентата е индуцирале со различни хемиски агенции да се создаваат вакви тумори, мислам, не се овие тумори канцерна лимфоидната лоза, така што тие глувци создавале многу од еден вид на антитело, изолирале од нив и постојано правиле секвенционирање.
И овој начин на мешање на плазма клетка со туморна клетка, фузирање денеска многу важно за индустријата, само не го прават веќе на животни, но се прави и се у петриевки со културни ткива и се прават милиарди, значи ќе видите тоа. Значи вие на ден всушност правите и ова буквално има пресметки, вие на ден правите околу 1.000.000 евра вредност на вакви антитела. И овие ви се наоѓаат во шљајмот. И вие ги трошите секој ден да можете да го прочистите од шљајмот, буквално да плюкнете, можете да прочистите тоа и ќе направите неколку стотици илјади, 200.000 евра секој ден. Но добро, тоа е приказка за друг пат, ќе објаснам таа како се прават пари денеска во индустријата. И поентата е кога се секвенционирале, сватиле дека имаме константен регион, кој ќе бележиме со С, имаме варијабилен регион, кој ќе бележиме со В, и исто така имаме константен регион на лесниот синџир, константен регион на тешкиот синџир, варијабилен на лесниот и варијабилен на тешкиот синџир. И исто откриле дека имаме различни варијабилни региони, просто имаме капа и имаме ламда. Значи капа. Да, ова се бе Twitch чат, добро. Мислам, вие може да важат и за варијабилен и за константен. Сега, ќе видиме сега само слика на овој горе експериментов на фрагментирање, што го објаснував, да видиме како всушност сега се тоа изгледа и каква е структурата. Еве сликата. Ево ќе направиме. Добро. Зумираме. Ево вака се. Првин денеска знаеме дека е ваква структурата, нормално во наредните неколку видеа ќе разгледаме многу детално оваа структура. И гледаме дека со папаин, нели тоа кога добија 3 фрагменти, кај што 2 тежеа, колку беше? Така. Да одзумираме. 2 тежеа 45.000, че се сумав дека. Така да не се губите. Така ова беше тоа со папаин. 2 тежеа по 45.000 секој и тој другиот 60.000. Така, значи всушност тоа што го добиле е ова. Така, тоа што го добиле е ова. И овие реагирале со антиген, затоа ги нарекле FAB. Ова не реагирало, ама кристализирало и фрагмент кој кристализира. Ако со пепсин, овој долниот дел се разградувал, останал само горен дел, кој беше 100.000 далтони. И ако тетираш со други хемиски средства, се отстранувале овие дисулфидни мостови, кај што сега ги бележам дека со црна боја, така што тоа што го добиваш е едноставно 2 тешки вериги и 2 лесни вериги. И понатаму нели беше имунизирале зајак со FAB, имунизирале зајак со FC, извадиле антитела, па кога ги извадиле тие антитела, нели како беа со портокалово и со црвено ги бележев. Овие со црвено беа од FC, овие со портокалово беа од FAB. FAB антителата реагирале и со light chain и со heavy chain. Тоа значи дека во FAB имаме light и chain, што е точно, така имаме и heavy и light. Додека FC антителата реагирале само со heavy chain. И што е точно, во FC имаме стварно само heavy chain. И потоа следеше секвенционирањето и така. И значи ја добиваме некоја си оваа како општа структура моментално, но понатаму ќе разгледаме детално. Значи имаме heavy chain, имаме light chains и овдека всушност ова е како една рамна асиметрија. Значи од лево и од десно е исто. Нема никакви разлики. И така. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Видовте како е процесот на откритие, на откривање, дека е комплексен, конфузно и ништо не знаеш, односно правиш истражувања и пробуваш да дајеш некој смисол од сите податоци кои ги добиваш. И треба да имаш доста разбирање на тоа што го работиш, со цел да ти текне како треба да го постоиш експериментот. И така, и како што реков во наредното видео, ќе видиме подетално, иако имам направено видео кај што општо се разгледа структурата.
И тоа беше се за видео, ќе се видиме